Там е патронот на болницата. Ние главно имamo опрема планираме за електромагнетизирани пациенти, значи по најновите стандарди со Почитувани лекари и медицински персонал присутни овде, почитуван министар за здравство, почитуван директор на 8 септември болницата, почитувани представници на медиумите. Само пред 2 дена Министерството и Синдикатот за здравство подпишаа спогодба со која што се овозможи за 5% да се зголемат платите на здравствените работници. А еве не денеска на уште еден убав настан за нашето здравство. И можам да кажем дека навистина сум воодушевен од она што го видов денеска. Условите кои што ги нуди новиот одел за трауматологија во градската општа болница 8 септември наликува на условите на големите медицински центри низ Европа. Оделението располага со 16 болнички кревети, дополнителни 6 за интензивно лекување. Проценките се дека во двете операциони сали ќе се изведуваат и до 2000 операции и интервенции годишно. Дел од работата на одделот ќе биде и постојана медицинска едукација на доктори специјалисти, како и доктори на специализација од областа на ортопедијата и трауматологијата од универзитетите од земјата, но и од странство. Ова, почитувани, значи дека не само што се зголемуваат капацитетите на градската општа болница, туку бенефит ќе има и за целокупниот здравствен систем во Македонија. Ме радува фактот што одделот ќе профункционира во пресред на еден од најважните датуми во историјата на Република Македонија, денот на независноста на нашата земја, односно истовремено и на 9-тиот патронен празник на болницата 8 септември. Чувствувајќи го значењето и одговорноста кон 8 септември и кон вработените во оваа болница, но и граѓаните на Република Македонија, ги уверувам дека сите заедно ќе креираме политики за натамошно унапредување на состојбата на здравствениот систем. За остварување на оваа цел, секако имаме поддршка и од Европската Унија. Годишно Европската Унија издвојува 90 милиони евра, односно 260.000 евра дневно. Оваа финансиска помош со зачленувањето на земјата во големото семејство ќе порасне неколкукратно. И тогаш не само нови оделенија, ќе отвараме и нови болници, тогаш ќе има повеќе средства во буџетите на болниците, повеќе пари за современи лекови, а производ од сето тоа ќе бидат уште позадоволни пациенти. На крајот би сакал на вработените на овој оддел, но и на останатите вработени во градската општа болница 8 септември да им посакам успешна работа и секако нека ви е честит патрониот празник 8 септември, како и денот на независноста на Република Македонија. Благодарам. Ви благодарам. Ова е само еден дел од огромните инвестиции кои што оваа влада ги прави во здравствениот сектор во Република Македонија, нешто што повем не се случило од осамостојувањето до денес. Инвестираме во инфраструктура, инвестираме во опрема, инвестираме во едукација. Од денеска пациентите во болницата 8 септември ќе се лекуваат во нов и современ оддел за травматологија, кој што според капацитетот може да се мери со современите европски болници. Би потенцирал дека во овие историски моменти, кога на нашата земја фаќа чекор со евроинтегративните процеси, имаме уверување од Европската комисија дека ќе има посебен сектор за здравство кој што ќе инвестира Европската комисија од 2020 или од 2021 година. Затоа ќе потенцирам дека овие исклучително важни историски моменти за нашата земја и секторот здравство ќе има огромен бенефит. Благодарам.